Flash International на ТВ Стар. Ова се најновите вести од светот. Францускиот председател Франсоа Оланд ги отвори церемониите за одбележување на 70 годишнината од денот Д, односно пристигнувањето на сојузничките сили на бреговите на Нормандија за време на Втората светска војна. Оланд им оддаде почит на 20.000 цивили кои загинале во тогашните борби. Во брекањето на церемонијата пак американскиот председател Барак Обама истакна дека истоварувањето на 150.000 сојузнички војници во Нормандија не само што направи пресврт во војната, туку и во историјата на човештвото и го означи почетокот на демократската ера. На одбележувањето присуствуваат лидерите на повеќе земји, меѓу кои рускиот председател Владимир Путин. Рускиот председател Владимир Путин денеска се сретна со германската канцеларка Ангела Меркел. Разговорите биле посветени на кризата во Украина и начините за нејзиното надминување. Портпаролот на германската влада изјави дека Меркел му рекла на Путин дека има голема одговорност да помогне за постигнување на мир во Украина. Едно лице е убиено, а 3 се повредени во пукање на универзитетот во Сиетл во САД, потврди локалната полиција, во чие соопштение се додава дека напаѓачот е уапсен. Овој напад се случи 2 седмици откако 22 годишно ментално нестабилно момче уби 6 лица на универзитетот Санта Барбара во Калифорнија, а потоа се застрела самиот. Градоначалникот на Сиетл Ед Мареј ја осуди епидемијата од насилства извршени со огнено оружје во Соединетите Американски држави. Најмалку 10 лица загинаа, а 10 други се повредени при судир на патнички со товарен воз во северниот дел на Иран. Возот во кој се наоѓале 340 патници се движел од североисточниот град Машхада кон Техеран. Истрагата за причината за несреќата е во тек, а бројот на жртвите би можел да се зголеми. 2 бомби експлодирале во хотелот во Кабул, каде председателскиот кандидат Абдула Абдул одржувал предизборен митинг. Цел на нападот бил неговиот автомобил, но тој не е повреден. Потоа експлодирала уште една бомба поставена на патот каде поминувал автомобилот на Абдула, при што полесно биле повредени неколку негови телохранители и било оштетено возилото. Инаку, Абдула е фаворит на вториот круг од председателските избори во Афганистан, кои се закажани на 14 јуни. Гледавте Flash International, останете на програмата, следуваат регионалните вести на ТВ Стар.